исламскиот календар 912 година. Една од најголемите џами во Македонија, па дури во Балкано може од овој тип и од ова стара градва. Најновото што можам да ви го објаснам за ова џамија, ако ги видовте тие стубои наредени на влезо, турската организација ТИКА веќе стартува со реновирање на ова џамија. Детално, натрешно и надворешно ќе се реновира, бидејќи ќе видите и самите малце натрешно е оштетена од се разбира од времето, од годините, многу години поминати. И се надеваме дека за една година, година и пол ќе се врати сјајот целосно на ова џамија и ќе биде еден добар лик или една убавина за градот Битол. Сега повелете може да влезете. А тоа е целото богатство на џамијата кое во минатото немало можност за озвучување, бидејќи не постоело тоа, кое ние денес го имаме, нормално зборувајќи да човек се слуша во овој голем простор, односно во ова големо место. Ова се вика мимбер, а овие скали одлево кои ги гледате се нарекуваат михраб. Секој петок, еднаш неделно, имамот, односно службеното лице, верското лице, држи предавање од овие скали. Од 7-та или од 9-та скала се држи предавање проблематиката на верниците во теко на неделата. Значи, што увидел тој дека е потребно да му се објасни на народот, што недостасува кај народот, кај верниците, кој некој проблем нов се јавил на кој не му е јасно за тоа, во секоја недела, главниот ден во неделата, за кој возвишениот Аллах вели дека на овој ден, во ден на петок, го створил првиот човек, Адем, денот петок ќе се направи судниот ден, и во петок е најубавиот ден од сите денови кои Аллах ги створил, и во тој ден има еден период на кој човек ако се моли во тој период, ако го затекне, молитвата не му се враќа назад. Затоа во исламот денот петок, односно ние џума го нарекуваме, на албански е премте, џум'a, каде се бери цел народ на молитва и слуша од имамот предавањето за проблематиката во неделата, тој е главен ден како приближно кај православието што е недела, кај муслиманите е петок. Тоа место таму каде што го гледате, тоа е посебно место, специјално се нарекува курси за предавање во различни пригоди на имамот, односно верското лице. Дали во тек на пратниците Бајрам или општо предавање договорено со народот, бидејќи џамијата во исламот игра една многу голема улога од изградбата на првата џамија, таа била не само џамија, таа била и школа, и факултет, и универзитет. Бидејќи од првата џамија изградена од страна на нашиот пророк, односно пратеник Мухамед алейхиселам во Медина, и кој името го носи Месџидун Небеви, џамијата на пратеникот, од таа џамија излегле најучените луѓе и најправедните луѓе според исламската историја
деца. Ова џамија, во ваквите џами имат право да доаѓат и деца, имат право да доаѓат и возрастни, имат право да доаѓат и жени на молитва или на слушање предавање. Во минатото, луѓето биле многу, и како и сега, оптоварени со работа, секој немал ни можност да купи часовник. Минарето играло улога во тоа време, кога имамот или заменикот на имамот, кој се вика муезин, ги повикувал луѓето на молитва. Она што вие секој ден го слушате кога ќе вика езан, не викаме Аллаху екбер, Аллаху екбер. Многу луѓе се прашуваат што вели сега овој, што вика. Тој вели Аллаху екбер, Господ е голем. Ешхаду ен ла илаха иллаллах, нема друг Бог освен еден Аллах, кој веруваме сите дека еден Бог е. Ешхаду ен Мухаммеден Расулуллах, дека Мухаммед е негов пратеник. Хајја але сала, дојдете на молитва. Хајја але фела, дојдете на спас, бидејќи молитвата е спас за вас од пеколот и од лошите работи што ги спомна преđe. Повторно Аллаху екбер, Аллаху екбер, Аллах е голем, ла илаха иллаллах, нема друг Бог. Ова е тоа што го вели муезинот, односно заменикот на оџата, 5 пати на ден, додека ги повикува луѓето на молитва. Ова е